Почитувани, добра вечер. Во Став вечерва разговарам со господинот Мирослав Петковиќ, кандидат за градоначалник на општина Куманово од Левица. Господине Петковиќ, добра вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добра вечер, ви благодарам на поканата, чест ми е да бидам ваш гост. Господине Петковиќ, Левица ќе се залага за ограничување на мандатите за градоначалник. На што се должи оваа новина и какви други законски измени предлагате во програмата? Тоа наше решение да ги ограничиме како се вика мандатите на градоначалникот е многу логично и не разбирам зашто некој би му требало и трет мандат. Затоа што реално како што е пропишано од некои паметни луѓе пред нас еден мандат е 4 години е сосема доволно за да се спроведат идеите кои ги денеска имаме генерално сите кандидати за градоначалништво. Прва година би се погледнало која е моменталната состојба и каква е ситуацијата во општината и во јавните претпријатија. Во втора година би се направил некој концепт и програма за работа како би функционирале тие јавни претпријатија и општината, и трета и четврта година се завршуваат тие проекти и се остава општината во едно, така треба да се остави во едно нормално расположение и нормални сметки за да може податно да функционира за другиот градоначалник. Дури мислам дека и 4 години се многу, не 2 мандати, 3 се премногу, но дури мислам дека и 4 години се многу, затоа што ние сега моментално во општината имаме толку основни проблеми кои се многу едноставно решливи само доколку човекот е посветен на својата работа и доколку направи атмосфера за сите вработени во општината и во јавните претпријатија да може да си ја вршат нормално својата работа. Затоа што ние во општината и во јавните претпријатија се уште не сме без кадар, да кажем. Имаме таму вработување, имаме луѓе на работа, имаме луѓе со договори, имаме луѓе без договори. Така да мислам дека е најлогично да има 2 мандати максимум еден кандидат, односно еден градоначалник, ајде да кажеме нека во првиот се покажал добро, а нека води во вториот, но веќе после 8 години треба да дојде некоја нова идеја, некои други деца пораснати се во тие 8 години кои имаат друга едукација, друго образование и така. Како планирате да обезбедите инклузивност на граѓаните, особено на младите, во креирањето на политиките? Мислам дека е многу нелогично кај нас зашто младите луѓе, односно младите академски граѓани, затоа што имаме академски граѓани од 22, од 23, 24 години, да не се вклучени во креирањето на општинските политики и во реализирањето на одредени проекти. Првин би, не знам на кој начин би се ставиле тие во управните одбори, тоа ќе го кажат така правниот сектор и секторот за вработување при општина Куманово, но мислам дека е многу важно и битно младите во општината и во нејзините претпријатија да бидат минимум 30% за почеток, што мислам дека тој процент подоцна треба да се зголеми. Кога зборуваме за младите што се под 35 години. Јас во последната дебата не успеав да поентирам, затоа што имам една стапица во целата моја кампања, тоа е моето повикување ние младите. Таа стапица, да кажем, за другите против кандидати намерно ја ставив, за да видам дали ќе реагираат на тоа, затоа што сите имаат програми за млади. Но јас не сум млад човек, јас сум зрел човек со 37 години. Млади во оваа држава се под 35 години. И сите имаат програми за млади, но никој очигледно не знае што е млад човек. Така да мислам дека младите мораме да ги вклучиме, за да младите не си одат. Мора да се чувствуваат дека припаѓаат во градењето на овој град, во градењето на политиките, во градењето на културата, во градењето, мислам, економија, во секој сегмент. Може ли општина Куманово да стане потранспарентна општина и на кој начин? Може да стане потранспарентна, сигурно. Видете, ние имавме проблем реално овој мандат последниот на нашиот сегашен градоначалник во заминување со тоа што ние не го видовме 3 години. И мислам дека градоначалникот треба да е со луѓето и да е меѓу луѓето, затоа што градоначалникот е извор на идеја, а идеите ги добива од граѓаните, а подоцна тие идеи така треба да ги пренесе на стручните кадри кои потоа ќе направат концепт, подоцна од тој концепт други стручни кадри ќе ги реализираат тие идеи. Доколку градоначалникот е помеѓу граѓаните секојдневно или еднаш неделно да се јавува со отчет или еднаш месечно да се јавува со отчет, мислам дека никој нема да има проблем од граѓаните со неинформираност. Реално ние денеска не сме многу информирани како
се трошат нашите пари во општината, за кои проекти се трошат, а сме информирани како се вработува во општината. Значи, просто тој, како да кажем, маѓепсан круг на партиски вработување еднаш мора да прекине за да можат стручни лица да влезат внатре и да почнат да работат како што треба. Сега ние имаме проблем со превработеност таму, погрешни лица на погрешни функции, просто ќе почне да се јаде општината сама по себе од нестручен кадар. Како планирате да го подобрите работењето на јавните предпријатија во нашиот град? Истиот е одговорот ист. Стручни лица, само стручни лица. Наука, наука, наука и наука. Ние имаме сега проблем, не е јавно предпријатие на општината, туку е на централно ниво за културниот дом зборувам, на УЦК. Ние имаме, што се случува, имаме директор кој е професор по македонски јазик. Значи, од образование оди во култура. Јас често знам да се пошегувам, тогаш на следниот конкурс ќе конкурирам за директор во средно училиште. Мислам, може законски, но е нелогично и неморално да биде актер, директор на средно училиште. А ние имаме, значи, директор по македонски јазик, додека во државата и на централно и на локално ниво имаме проблем со професори, односно немање професори по македонски јазик или мал интерес на факултетот за професори по македонски јазик. Така да тие некои нелогичности мораме да ги прекинеме, особено мислам дека и се плашам да кажам, но мислам дека така овие избори се за многу млади граѓани последниот воз. Кога зборуваме за водовод, канализација, улично осветлување, кои ќе бидат приоритетните инфраструктурни проекти за кои што ќе се залагате во наредниот период? Сите села во Кумановскиот регион имаат во Кумановската општина имаат проблеми со канализација и со водовод. Конкретни проблеми кога се зборува за канализација и водовод не смее да има. Значи не смее да имаме место, село, населено место кое што нема канализација и водовод, и тоа не смее да е капитален проект. Затоа што сме 21 век, 2025 година, четврт век помина, ние се уште зборуваме за вода, канализација, и тоа зборуваме за вода во Македонија, во Куманово, каде што имаме вода, каде што имаме извори, но очигледно никој не се грижи за нив. Така да, ако може да се каже, мој капитален проект би бил регистрација на сите извори за вода и нивна заштита. Заштита и санација, а подоцна ќе видиме, се работи таму и на план да се направат големи хидрофори и хидранти за против пожарни активности, затоа што веќе имаме проблеми со пожарите, една нашата пожарникарска станица, противпожарна служба, може толку колку што може и колку што има ресурси. Тука можеме да зборуваме и за отварање на втора противпожарна станица, затоа што веќе 15 минути од нашата противпожарна станица не може да се стигне до одредени населени места за 15 минути. Но пред се водата мораме да ја заштитиме, затоа што веќе водата не само кај нас, туку и на светско ниво станува озбилна валута и влегува во озбилни политички игри. Какви сообраќајни решенија нудите за намалување на сообраќајниот метеж? Предвидувате ли нови паркинг места, нови гаражи? Да, само градиме паркинзи и гаражи и се уште немаме паркинзи и гаражи. Јас кога растев по улиците на Куманово, не беше Куманово вака окупирано со коли. Ние сега како самите граѓани да се окупиравме со нашата потреба за имање на кола, и колите се насекаде, колите се на тротоарите, колите се на улиците, колите се во гаражи, под гаражи, над гаражи, врз кола. Мислам дека тука треба да се воведе едно некој општински данок на луксус, значи ако 4 члена фамилија не би требало да има повеќе од една кола, затоа што градот толку овозможува да се има во него. Од една страна, од друга страна треба градот веќе да работи на негово ширење, а не на згуснување, затоа што таму се сите проблеми. Трета работа е дека сите згради што се градат мора, дали преку централно или преку општинско ниво, нови што ќе се градат, да се градат со паркинзи. Не може да се купува стан доколку не е обезбеден за истиот паркинг простор. И трета работа, тоа е односно четврта неверојатно, се паркинзи
кои ќе бидат на периферија на градот и кои ќе служат во периодите кога сме најзагадени и најголема гужва. Тие периоди се летниот период кога доаѓаат нашите гастарбајтери од страна и тие периоди се зимскиот период, обично е околу Нова година, пред Нова година и после Нова година. Тој месец. Предлагам за сите нерезидентни регистрации, нерезидентни граѓани во тој период што ќе доаѓаат колите да им стојат надвор од градот, затоа што навистина нема потреба, со тоа ќе направиме многу повеќе простор на паркинзите, ќе го намалиме загадувањето во градот и ќе намалиме бучавата. Да, таму ќе имаат одредени шатл басови или автобуси, мини автобуси кои ќе ги од нивните паркинзи на перифериите на градот ќе ги префрлаат во центарот на градот. Кој е вашиот став во однос на субвенционираниот бесплатен јавен превоз за сите граѓани во Куманово и што предлагате во однос на јавниот превоз? Субвенционираниот превоз за сега, како и сите проекти на актуелниот градоначелник, е инцидент. Секогаш има некој инцидент, затоа што ние имаме бесплатен јавен превоз за ученици, што е настрана од овој. Ние имаме бесплатен јавен превоз за вработените во индустријските зони. Ние имаме субвенциониран превоз за пензионерите. Мене ми се наметнува прашањето тоа за кого е овој бесплатен јавен превоз, кој го плаќаме 1 милион евра, ако не се лажем, на годишно ниво. Се согласувам дека треба да има бесплатен јавен превоз, но овој договор како што е сега направен и овој концепт мислам дека не е добар, не е функционален и се гледа злоупотреба на општински добра, на општински финансии. Затоа предлагаме да се направат нови линии за да се збогатат линиите, автобусите да се направи јавно сообраќајно предпријатие на Куманово, немаме потреба да даваме пари на приватни бизнисмени, да се направи јавно сообраќајно предпријатие со помали мини автобуси, со електрични автобуси, има сега мали електрични автобуси, да се згуснат линиите, затоа што сега имаме линии во центарот на градот каде што воопшто не поминува автобус. Автобусот Трета Македонска, по Трета Македонска воопшто не поминува од Рим Париз кон кружниот тек со Октомвриска револуција. Да се воведе исто така со железнички сообраќај во јавното сообраќајно предпријатие, а тоа е шинобус линија. Шинобус линија имало на времето, јас не се сеќавам на тоа време, но сега мислам дека имаме затоа што владата ја направи инфраструктурата до село Белјаковце, за да на крај се откаже од проектот кон Бугарија, но сега ни остана инфраструктурата. Зошто да не ја искористиме таа инфраструктура и да со еден општински шинобус да имаме една линија од железничка станица до сите населени места, да има станици до село Белјаковце. А таму може да се направат паркови за активности, за авантуристички паркови за деца и за едукација, но за се треба добра волја. На Куманово му недостигаат градинки, голем број училишта во распаѓање во руралните средини, недоволна, односно никаква здравствена заштита во селските средини. Како планирате да ја подобрите оваа ситуација? Мораме во селските општини, во селските средини мораме да ги вратиме амбулантите. Знам дека не е исплатливо, знам дека е многу голем трошок ќе биде, но не мора да бидат тоа амбуланти кои ќе работат секој ден. Може да бидат на секој втор ден да работат за да се редуцира и за да може еден доктор да услужува по неколку села. Првиот дел од прашањето, извинете, за градинки. За градинките. За градинките имаме една идеја која би требала да почне првин како соработка помеѓу јавната институција и приватните градинки. Мораме и нив да ги инкорпорираме во општината или општинските служби да ги инкорпорираме кај нив. Што значи тоа? Ние имаме одлични приватни градинки со одлични стручњаци во нив кои се борат, живеат, работат добро и професионално, но мислам дека нивниот капацитет не е исполнет. И само со мала како да кажам, субвенција од општината, тие може да отстапат дел од своето место, дел од својот простор, дел од својата струка према учениците за кои немаме место, додека да се направи нова градинка, затоа што нови градинки не се прават преку ноќ. Ние за да се изгради една градинка сигурно ќе ни треба уште една година, минимум една година за да изградиме. Што правиме во таа година? И затоа во таа смисла зборувам дека мораме да работиме со приватниот сектор, а имаме приватни градинки во градов кои мислам дека би се нафатиле на оваа идеја. Како планирате да ги задржите и мотивирате младите да останат во нашиот град?
се надевам дека ќе ги задржам и ќе ги мотивирам со тоа што ќе станам градоначалник. Наискрено. Имаме една категорија на луѓе моментално млади во Куманово кои работат, кои не користат општинска инфраструктура, напротив, лична инфраструктура се користат и не користат општински буџети туку, но во општината влеваат чист, свеж капитал од страна. Тоа се фриленсерите. Тоа е една опасна категорија на луѓе. Зборувам опасна затоа што досега ни централната ни локалната власт не сака да пробаат да ги вклучат во системот. Што значи да ги вклучат? Не да ги одданочат и да ги земаат парите, туку да ги вклучат во нивното решавање на социјалниот статус, односно на здравственото осигурување, на пензионото осигурување, за да тие се почувствуваат бедни, за да тие се почувствуваат безбедни, извинете. Затоа што доколку тие се почувствуваат бедни кај нас, тие ќе побегнат на страна како фриленс номади. Сега фриленс номадството постои секаде и е многу распространето. Нашата општинска власт тоа се уште не го гледа. Тоа е еден начин за таа економија на млади. Од друга страна, мораме младите да ги задржиме и преку едукација на нивните деца, односно посетување на културни настани, реални културни настани. Зборувавме со градоначалникот, не знам на која дебата, ние имаме фестивали, општина спонзорира вели неколку фестивали. Да, но ние искочивме од духот, од битот на Куманово, односно на овој град. А што значи тоа? Што е првин фестивал? И зошто се прави еден фестивал? Фестивал е нешто што се прави после добро завршена работа или пред почеток на одредена сезона. Затоа сите фестивали се во мај, јуни или септември и октомври. Ние правиме фестивали, славиме одредена, како да кажам, уметност, одредена работа, но немаме ништо завршено цела година по прашање на култура. Господине Петковиќ, Куманово има богата културна традиција, но чинам недоволна институционална поддршка. Како би можела да се унапреди поддршката на локалните уметници? Ние во Куманово имаме еден куп градби, ќе кажам, стари кои се распаднати, за кои лично одредени сум бил и во општината, сум барал само да ми ги, како да кажам, дадат на користење на одредено време за да ние внатре сами ќе ги средиме и сами ќе ги, но такво нешто не се случи, не знам зошто. И мислам дека на младите уметници, затоа што јас ако на некого сум представник, највеќе сум представник на уметниците, не ни треба многу. Навистина не ни треба многу. На нас салата за пионерскиот дом, само салата да ни ја дадат со 2 соби, една машка гримиорна, една женска гримиорна и WC, ние ќе ја реновираме самите, не бараме никакви средства од општината. Ќе ја реновираме, ќе ја оспособиме и ќе направиме општински театар за деца и млади. Ние не можеме да се надеваме на посета во театрите и во кината, кога ние најмладите не им ја даваме таа можност, не им ја создаваме таа навика. Иста е ситуацијата и со кино. Денеска кино да се направи, па и не е некоја голема инвестиција. Сега не се проекторите како што беа некогаш, не се целата технологија и техника отиде на многу напред и може многу лесно во се да се инвестира и се да се направи и мислам дека највеќе ќе се инвестира само доколку малку им се посвети внимание на уметниците, ништо повеќе. Во однос на екологијата и зелено Куманово предвидувате повеќе мерки, повеќе субвенции, може ли да ни кажете за што станува збор, што предлагате? Видете, зелената економија кај нас е исто како кога зборуваме за водовод и канализација. Сигурно 15-20 години го слушаме тоа и никако не преземаме нормални, ефективни решенија, односно потези. Што се случува? Ние Куманово мораме да го збогатиме уште во неговата околина со шуми. Имаме уште во градот некое место каде што не е пошумено. Генерално сме добро пошумени, но мислам дека мора да се заштити централното градско подрачје, односно секое зеленило да има свој број, да се регистрира и да се внимава со тоа. Што значи? Ние имаме дворови се уште огромни во централното градско подрачје, кои треба да се заштитат со тоа што ќе се забрани било каква градба на тие локации. Во зелената агенда исто спаѓа и регулирањето на отпадот.
Сите исто така имаме идеи за тоа, сите имаме, но никој не се нафаќа веќе 15-20 години да го регулира. Во Словенија има фирма, се извинувам, не знам како се викаше, има фирма која живее од отпадот. Постои од 1990 година, веќе има А+ сертификати, што и да значи тоа во тие институции, и добро живее и добро работи, а Словенија од една страна која гледате исто така многу чиста земја, и така да мислам дека тој концепт да се превземе тука, дали тоа ќе биде преку јавни приватни партнерства, дали јавното предпријатие ќе набави посебни ресурси со кои ќе може да го преработува тој отпад, дали тоа ќе биде приватни партнерства, први на почеток дадено на приватни лица, па подоцна општината да ги обслужува со администрација, па податоа на некој начин да се фузира. Тоа најдобро ќе го кажат финансиските стручњаци во општината, кои знаете, мора таа финансиска конструкција да ја направат според буџетот и според можностите на општината. Господине Петковиќ, како планирате да ги поддржите и мотивирате земјоделските производители и сточарите за наечиите од Куманово? Земјоделските производители и генерално селското население, на селското население мора да му се обезбедат асистенти. Тоа се стручни асистенти од областа на економијата, областа на правото и областа на земјоделството, односно агрономија. Зошто го зборувам тоа? Тие асистенти нема да бидат вработени во општинските канцеларии, тоа ќе се асистенти кои ќе работат на терен. Тие луѓе ќе одат во селата каде што се селаните и ќе ги разгледуваат нивните можности фактички кои се на терен и нивните правни можности да аплицираат за одредени субвенции, за одредени кредити, за одредени фондови, како што се например ИПАРД фондовите. Ние имаме голем проблем во селата со неинформираност на селаните за тие фондови. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е што селаните и да се информирани за тие фондови или субвенции, мораат, и тоа најчесто е во сезона кога имаат работа по полињата, да дојдат во градот, во центарот на градот, да од еден шалтер на друг, по општинските администрации, мислам дека сето тоа може да го сработат двајца до тројца асистенти од една сфера за поселата. Втора работа, во селата ние имаме исто така многу голем проблем со имотно-правни односи. Таму па мислам дека над 60% од куќите кои моментално се во општината Куманово, во селата во општината Куманово, не се имотно-правни решени. Тие се дали се уште на турски тапи, дали се на тапи од пред 100 години, дали се така да тие односи мора да се средат и да им се помогне на селаните во средување на тие и субвенционирање на тие имотно-правни односи, за да нивната вредност порасне, вредноста, затоа што тој селанец подоцна на тој регулиран имот, може да земе кредит, ќе може да го продаде, ќе може да го изнеми, а сега се заглавени во еден зачаран круг. Мораат сами да трчат по институциите, мораат сами да се информираат, мораат сами да ги работат нивите и мораат сами да ги средуваат имотно-правните трошкови. Многу работа е тоа за еден селанец. Проблем кој се провлекува со години во Куманово се бездомните куќиња. Имате ли план, стратегија за решавање на овој многу горлив проблем? Да, имаме план и стратегија. Имаме стратегија да се изгради стационар за куќиња, да таму да се заловуваат, да се чуваат и подоцна да се даваат на како се вика на подарок или на посвојување, ако може така да се каже, за куќиња. Од една страна тоа, од втора страна ние во Куманово исто така имаме многу голем проблем со куќиња, со тужби од граѓани кои биле каснати од куќиња. Тој проблем исто така мора да се реши, да се тие куќиња дали се приватни, дали имаат своји собственици или немаат своји собственици, треба да се разграничи. Луѓето кои се собственици на куќиња и генерално на домашни миленици мора да се стандардизира како тоа се чува, како тоа се работи, затоа што има многу несовесни како се вика собственици на куќиња, а исто така имаме несовесни во однос на куќињата, односно на милениците и од друга страна несовесни во однос на другите граѓани, па често нивните миленици знаат да направат проблем. И нормално редовна регистрирање на сите улични куќиња и има уште еден проблем, а тоа е носење на куќиња во центарот на Куманово од други области,
и пуштање, така да тоа диво населување на улични миленици, мислам дека е проблем и треба да се најде од каде доаѓа изворот. Како планирате да го подобрите квалитетот на животот на ранливите категории граѓани, но и на повозрастните? Ранливите категории за нас, најранливи категории се социјално нестабилните семејства и луѓето кои се жртви на насилство, на било кое насилство. Не би сакал насилството да го делиме по одредени категории, затоа што насилство просто е насилство, па е насилство. Ние имаме план да изградиме социјални станови, односно социјални стамбени единици, не знам дали тоа ќе бидат згради, ќе биде ниско градба, тоа се пак ќе го кажат стручни лица од урбанизам. Во тие социјални станови се планира од 500.000 единици да има, зависно од потребите. Денеска имаме многу ефтини материјали кои се квалитетни. Значи, ние можеме кога ќе кажам 1000 единици, тоа може би звучи многу, но реално не е тоа некое финансиско оптоварување за нашата општина, која нема да веднаш да почне со остварување на тие на сите тие 1000 единици. Така да, а во тие социјални стамбени единици ќе имаат првин преднос луѓето жртви на насилство и на нормално социјално небезбедните граѓани. Така, во однос на постарата генерација, повозрастната, пензионерите. Повозрастната генерација, мислам дека кај нас се уште во домот за стари лица се расправаат исто така за некои основни работи, како што е вода, како што е мислам, додека на запад или во поразвиените земји, не мора да е на запад, така имаме многу добри, дури мислам дека и во Скопје има неколку добри приватни домови за стари лица со реална функција и реални активности внатре. Не се тоа само, како да кажам, отворени затвори за стари луѓе кај што ги ставаат и тие се тотално заборавени тамо и нивната здравје и нивните активности се е заборавено. Не, напротив, имаме уметници, имаме културни уметници, имаме здравствени работници кои би се грижеле за старите лица. Ние полека стануваме стара држава и стара општина, мораме да се грижиме за тие стари лица. Дали ќе се отвори уште еден дом за стари лица или ќе се отвори или веќе постоечкиот ќе се прошири, не знам, но сигурно мора да се направи според потребите тоа што треба да се направи, но јас гарантирам весели стари луѓе. Како ја оценувате досегашната предизборна кампања? Чекај, имав некои покани тука од суд. Видете, знаете што ми е најкриво за оваа изборна кампања? Навистина, благодарам први на Левица што ми овозможи да се кандидирам. И влегов искрено, уште и на првата пресконференција реков дека треба да очекувам фер кампања, очекувам конструктивна кампања, што значи тоа да разменуваме идеи, не значи дека ако мојата идеја е полоша од твојата нема да искористиме кога ќе станам градоначелник. Просто треба да го направиме најдоброто за градот, затоа што ние сите имаме исти горе-доле тие се идеите, мислам тие се проблемите во градот, решенијата се разликуваат во многу нијанси, така да нема никаква идеологија во средување на овој град. И во таа прва пресконференција, да се навртам на темата, ги повикав и сите учесници тогаш како најмлад кандидат, ги повикав на фер кампања, но за жал тоа не се случи така како што се случи. Напротив, ние првен како партија сме цензурирани максимално од сите медиуми, зборувам за рекламирање, дури со сопствени средства. Тоа веќе и денеска помина на Уставен суд. Уставниот суд рече дека тоа е одлично што сме ние цензурирани. Од друга страна видовме големи притисоци. Значи, например, јас имам 2-3 судски покани во овие 2-3 недели, имам пајакот, мислам дека низ градот се движи и ме бара кај сум јас и мојата кола. Така да имавме влегувања во домови, полициски акции кај неистомисленици, кои мислам не се ни мои истомисленици, туку на власта просто неистомисленици. Без правни основи. И
искрено се двоумам сега дали овој град конечно и граѓаните ќе докажат дека ние сме цивилизацијски дораснати на 21. век или не сме. А тоа најдобро ќе го видиме во Советот. Јас предвидувам после овие избори да Советот да нема апсолутно мнозинство. Мислам дека сите листи, сите партии ќе имаат 5, 6, 2, 3, ама никој не може да направи апсолутно мнозинство. И во такви услови ние ќе видиме како град и како луѓе во овој град до каде сме стигнати. Во една таква структура на Совет која би била, ние или ништо нема да направиме, затоа што таа комуникација ќе биде блокирана од разни центри и сите ќе се испокара меѓу себе, што би кажале ние кумановци, или втората опција е конечно да се здружиме, да се сложиме и да почнеме да работиме за доброто на младите во овој град. Што ако ги изгубиме младите, не знам зошто воопшто функционираме како општина. И сакам да кажам дека во такви едни услови каде што доколку сите внатре советници се здружат и работат на програмите, без разлика дали е ова програма, дали ќе биде некоја друга програма, сите се исти, мислам дека можеме оваа општина конечно да размислиме и да стане град. Кога зборувам да стане град, мислам навистина да стане град, односно се поделиме на неколку општини, да се стави, не знам, се познатата Рајкова куќа, Добрашани, да се подели и да се направи една општина центар. Од кого очекувате поддршка на локалните избори и зошто граѓаните да ја изберат токму програмата на Левица? Видете, јас веќе се гледам во вториот круг искрено. И тоа се гледам затоа што се изненадив од одзивот на младите луѓе, секојдневните пораки кои ги добивам, од одзивот на вработените во општина, од чии пораки исто така добивам се тоа инкогнито, тој страв малку не ми дава, како да кажам, не ми дава оптимистички чувства за тоа што се случува таму во општината, но тоа ќе видиме после изборите што се случува таму. И многу исто така се изненадив од поддршката на пензионерите кои ги спомнавме, затоа што искрено мислев дека тие се традиционални гласачи поделени по различни големи партии, но не било така. Така да доколку бидам поддржан од младите, доколку бидам поддржан од општинските работници и од старите луѓе, тогаш останува само еден мал дел од гласачкото тело кој не излегува на избори да излезе, и да ги охрабрувам сите млади луѓе да излезат на овие избори, небитно за која партија ќе гласат. Нека гласат за она за кој што тие мислат дека е најдобра програма за нив, но конечно нека излезат на гласање. Доколку излеземе над 60, односно над 70%, мислам дека ќе добиеме правата власт за овој град. Господине Петковиќ, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.